Во Кичево сме, надвор врне, времето е пред стемнување. Сепак има една жена која што се вика Велика и која што денес ја наоѓаме на улиците каде што и денонок наседи, само за да се прехрани. Тетка Велика ќе ни ја раскаже денес незината тешка животна судбина. Добро вечер. Добро вечер. Тетка Велика, јас сум Оливера. Велика. Сигурно не знаеш, бидејќи немаш телевизија дома. Да. Меѓутоа, добри граѓани, народот тука, твоите сограѓани, луѓето што живеат во Кичево, ни се јавија и ни кажаа дека има една тетка која што дење ноќе седи тука за да се прехрани. Да, вистина така е. Каде живеете и зошто сте на оваа позиција тука? Да, дека немаме, затоа тука седиме. Немате средства? Да, немаме. Од секогаш сте во Кичево? Да. Кога дојдовте тука? Да. Јас дојде на 80-та, мажена сум. 80-та. Бевте мажена? Имате семејство? Да, имам едно дете. Имате едно дете. Колку години има синот? 35 години. 35 години. Да. А што се случува со него? Да, со него оперисање и така. Поради тоа што е опериран не може да работи. да работи? Да. А зошто просите? Немате ли некакви приходи? Не, немам. Што ви се случи? И така, мажот ми нешто е сгрешил работата тамо, взел некои пари и пензија немаме се. А супругот жив е? Не, умрени. Како? Што се случи со него? И па тој си се обеси тамо сам. Се убеси? Да, немаше никакви проблеми, ни со мене, ни со детето. Немаше проблеми, сепак си го одзеде животот? Да, сам си реши нешто. Али дека пари еве вака направил или некој, не знам ја. Не ја знаете причината? Не. Сепак ве остави во тешка состојба? Многу, Од тогаш како ви продолжува животот? тежок. Што ви се случи? Што почнавте да правите? Пензијата не ја добивате од него? Не сега, не. Зошто не ја добивате? Па не, дека бил должен. Там. Колку е должен? Па 20.000 евра, не знам. И сега сите пари одат таму? Таму, На банката? да. Вие не работите? Не работим. Затоа седите тук? Да. Како живеете, тетка Велика? Така, тежок живот. Ова ви е животот? Да. Да седите на улица, на тротоар и да просите? Да. Тешко е да се питачи. Многу е тешко. Тоа. Ве сожалуваат граѓаните? Некој ме сожалуваат, некој. Само ќе ти зборат. Синот вака, прави синот така и тежок живот. Така. Колку денес ќе извадите пари за што ќе купите со парите? За јадење сам, друго ништо. Толку се парите. А дома струја имате ли, Не, готвите ли? немаме ништо, ни струја имаме, ни дрва имаме, ништо. Сепак, иако сте скршена и навистина живеете нечовечки живот, Да. сигурно имате некоја желба. Па имаме. Која ви е желбата, тетка Велика? Детето да се вработи, да се ожени. Друго ништо не сакам. Би било полесно ако се вработи синот? Да, полесно ќе биде. Сигурно полесно ќе биде. Тоа ви е најголемата желба. Да. Да, може. Може ли да не однесете каде што живеете со синот? Може. Ајде да одиме. О, Од тука? да. Може ти од тука. Добар ден. Добар ден. Калена, јас сум Оливера. Лена. Како сте? Добри смо симко сега, немам лош живот, живам, немам за јадење, немам за пиње, немам дрва, немам шпоред, ништо нигде немам, само ме гледаш у една соба живее.
Тој Од си... каде ви е потеклото? Од каде сте? Јас сум од Новоселјане девојче. Од Комановско. Да, Кумановско. Меѓутоа дојдовте тука, се омажевте? Да, тука се омажив во Татомир и од Татомир дојдовме тука. Тој беше по Русија, тука седеше. Супругот? Ама слабо печалка, нема пари, дојде се врати тука и си продолжи со пиење, тамо алкохол пие, ностоп. И пие, и спие, ме матетираме. Што да правам? Немавте убав живот? Немав живот убав. Имате едно дете? Едно дете имам у Крватска, тој не се враќа, не сака да не гледа. Што сакате правите? Така ве Тепате се, вика. којате се, тоа е вие. А како го изгледавте вие тоа дете? Ми па, дете, како син. Што да правам? Вика, Тешок живот имавте? Тешак живот, тој и он е оставен со деца, со жена. 3 деца има. Праќа пара за децата, ја вика немам чаре за мене, а не за тебе, вика да. Убави е куќата во која што живеете? Повелете, видите. Имате ли струја, вода? Немам ништо сине, ни струја, ни вода, све на диво е приклучено. Сакаш веруј, сакаш не веруј. Ето на тој кревече спи тука, А едно храна? кебенце. Како се Немам прехрани? ништо, еве, празан фрижер. Еве, тие 4 јајца, ништо немам. Златна керка, како керка те постои. Па како се прехранувате? Па така, как има да јадот, ќе јадо, кога нема, трпот, еве ga 1 сат, још не сам јала лекови, пију, новостом шекерашка сам секој месец лекови, треба да паре немам, од каде? Вика, ја немам за мене, ја вика, дугови плаќам тамо, вика, немам ја вика за мене. Ако прескочи, ќе донесу дин. Ако нема, вика, гледарка. Што е гледарка без за 2 дана, вика. Нима за јадење, нима за пиење. Денеска, конкретно, што ќе јадете? Ништо не сам јадена, мила златна керко. Ништо не сам јадена. 2 кришки лепче имам и тоа е. Не сам ни јадена, ни сам лекој било цавале. И така ви поминува денот, неделот? Ете тако е. Ни спиена, ни ноќ, ни дан. Се нервира, си плаче само и запало светло, погори, па угасу. Што да правам? Ја трвата само дојде. Море пушти грејалица, нека грее. Да грее, ма што дојде? Почнав да плачу и така ми се одбија, не може да спија. Никако, ни ноќ, ни дан. Многу ви е тешко. Тешко ми е многу, како на гора над мене лежи. Како ќе зиму прекарува, јас се чудо, со седно кебенце, едно чергече водено, друго ништо, ако си Бога верна, кај она керко ти казува. Ништо нема. Ете, тука спих. Само со ова кебе сте, немате ниту постелни? Што едно килимче, оние вунени, ткајани, тоа едно време се кала у селото, тако има. Ми кажавте дека ве малтретирал супругот? Да. Тепана сам 2 пати, 2012-2013 по затвор е бил за мене. А јас сам била куде брата ми, куде сестра ми, натам, после ајде бабе чува, поправи се, мавко, еве га, имам белези, ја не лажу. На глава исто тако е. У болница сам крпена, 2012 овде у Скопје, 2013 од Куманово. И тој легаше у затвор за мене. Бевте во Куманово, чувавте пустари лица? Да. Додека можевте До работевте? 60 години, когаше 63 години, чуваше бабе. После више не може. А сега моравте да дојдете тука Мораше лето? да се врати, со сила се врати, викам утепал, што сака нека прави. Нека тепа, нека колја, јас се не мрдам од тука. У село ќе идеш. Не иду у село и готово. Зошто не одите во село? Не смем. Ќе ме матетира, ќе ме утепа. Тој таму седи? Тој таму седи, 2 недели ќе седи, еве га сега, 2 неделја од вторник ќе почне. Немате никаков приход? Никако немам приход. Ништо, дрво, само гледаш поред, тука стои. Тоа е. Ние од џакот чистен, ние видено, ни ништо ниде. Нима кој да го очисти, нима кој да види. Нимам тепесонче, но тепесонче дала е трвата тука, за ништо. Ете тие биротници, тој што збирано се. Би биле благодарни ако ви помогнат со храна, со шпорец, со Ма дрво? не е. Би биле благодарни? Благодарна за Керко, преблагодарна ќе биду. Ако биде тој така. Друго, што да правам? За храна, дрвце, шпорец, ако може, нема проблема. Се слажам на тоа. Па сега, докај ќе се живи, нека се живи. Не ли се живи, нека се умре. Друго, што да правам?
Велика е тажна, напатена и многу несрекна жена. Живее во Кичево во неодржувана куќа, а секојдневието го минува на улицата блиску до домот, со подадена рака молејки да дојде до денар за да купи леп за неја и синот. Синот Радован пак, ќе каже Велика, го добила после долги години брак. Уште од мало детето било болежливо и постојано лежало по болници. Подоцна таа слабост ќе му се одрази и врз работоспособноста. Радован, иако сака, сепак тешка физичка работа поради кршливите коски и слабиот имунитет не може да работи. Сепак тогаш и живееле некаков живот. Пред 13 години незиниот сопруг, таткото на Радован, одлучува во дворот на куќата да си го одземе животот со бесење на едно дрво. Па на Велики Радован им започнува најголемата мака. Заглавени во голем кредит започнуваат да живеат без денар во денот и месецот. Пензијата од сопругот оди за рата за кредитот за да не ја изгубат куќата, бидејќи таа била ставена под хипотека. Без солзи кажува оваа жена. Нема друг избор освен секој утро да излезам на улица и да барам преку питачење милостина од народот. Немањето приход е причина поради која куќата со години е неодржувана, ладна и без струја, е само моментално прибежиште за да не измрзнат во студените зимски денови. Сепак можеби полесна работа за раде и помош со кој би го платиле долгот ке направат и кај ова семејство да изгрее сонцето и да кажат дека им е топло на душата. Во Кичево сме, надвор врне, времето е пред стемнување. Сепак има една жена која што се вика Велика и која што денес ја наоѓаме на улиците каде што и денонокно седи, само за да се прехрани. Тетка Велика ќе ни ја раскаже денес незината тешка животна судбина. Добро вечер. Добро вечер. Тетка Велика, јас сум Оливера. Велика. Сигурно не знаеш, бидејќи немаш телевизија дома. Да. Меѓутоа, добри граѓани, народот тука, твоите сограѓани, луѓето што живеат во Кичево, ни се јавија и ни кажаа дека има една тетка која што дење ноќе седи тука за да се прехрани. Да, вистина така. Каде живеете и зошто сте на оваа позиција тука? Да, дека немаме, зато тука седи. Немате средства? Да, немаме. Од секогаш сте во Кичево? Да. Кога дојдовте тука? Да. Јас дојде на 80-та, мажена сум. 80-та. Бевте мажена? Имате семејство? Да, имам едно дете. Имате едно дете. Колку години има синот? 35 години. 35 години. Да. А што се случува со него? Да, со него оперисање и така. Поради тоа што е опериран не може да работи. Да. А зошто просите? Немате ли некакви приходи? Не, немам. Што ви се случи? И така, мажот ми нешто е сгрешил работата тамо, взел некои пари и пензија немава се. А сопругот жив е? Не, умрени. Како? Што се случи со него? И па тој си се обеси там сам. Се обеси? Да, немаше никакви проблеми, ни со мене, ни со детето. Немаше проблеми, сепак си го одзеде животот? Да, сам си реши нешто. Али дека пари, еве вака, направил или некој, не знаја. Не ја знаете причината? Не. Сепак ве остави во тешка состојба? Многу. Од тогаш како ви продолжува животот? Тежок. Што ви се случи? Што почнавте да правите? Пензијата не ја добивате од него? Не сега, не. Зошто не ја добивате? Па не, дека бил должен. Колку е должен? Па околу 20.000 евра, не знам. И сега сите пари одат таму? Таму. На банката? Да. Вие не работите? Не работим. Затоа седите тука? Да. Како живеете, тетка Велика? Така, тежок живот. Ова ви е животот? Да. Да седите на улица, на тротоар и да просите? Да. Тешко е да се питачи. Многу е тешко. Тоа. Ве сожалуваат граѓаните? Некој ме сожалуваат, некој. Само ќе ти зборат. Синот вака прави, синот така и тежок живот. Така. Колку денес ќе извадите пари за што ќе купите со парите? За јадење сам, друго ништо. Толку се парите. А дома? Струја имате ли? Готвите ли? Немаме ништо. Ни струја имаме, ни дрва имаме, никто. Сепак, иако сте скршена и навистина живеете
нечовечки живот. Да, да. Сигурно имате некоја желба. Па имаме. Која ви е желбата, татка Велика? Детето да се вработи, да се ожени. Друго ништо не сакам. Би било полесно ако се вработи синот? Да, полесно ќе биде. Сигурно полесно ќе биде. Тоа ви е најголемата желба. Да, да. Да, ние желба. Може ли да не однесете каде што живеете со синот? Може. Ајде да одиме. Ајде. О, Од тука? да, може ти од тука. Велика потекнува од Лешница, имала солидно детство и никогаш не помислувала дека ќе дојде до степен да треба да пита че за да преживее. На своји 30 години се запознава со Ванчо од Кичево, со кој се до неговата смрт ќе има добар брак, ќе каже таа. Долги години не можела да има деца, па после една деценија го добива Радован, целата нејзина радост. Таткото, како единствено вработен, подигнал кредит и ја заложил куќата, па еден ден, додека Велика лежала болна, а Раде не ни помислувал на такво нешто, тој ќе си го одземе животот во дворот од куќата. Со тоа, тој ги остава на цедилот тетка Велика и Раде, без никакви финансии, принудени само на питачење. Јас сум девојка од Лешница, мажено со во Кичево. Како живеевте кога бевте млада? Добро, добро беше. Пак. Во семејството кај родителите? Добро. Дека деца немавме. Нешто пожално беше, потажно, ама сега. После добро беше. Потоа кога се омаживте, колку години имавте? Кога се омаживме, па имав 30 години. Од почеток живеевте во оваа куќа? Да, во оваа куќа. За кого се омаживте? За Ванчо Анđелковски. Ванчо беше вашиот супруг Да, и да. како стартувавте во брачниот живот, како Добро. живеевте? Добро живеевме. Не беше лошо. Со една плата, ама па добро беше. До влака не стасавме. Вие не работевте никогаш? Не су работивме никога. Сме немале школа. По салане некаде сме пили. Каде работеше вашиот супруг? Во факу. Немавте долги години деца, Деца нема. но потоа се израдувавте со Раде. Да. Со колку години го добивте него? 7-8 години нема. Тие години како живеевте со мало дете? Добро беше. Само беше неарно. По болници, мамо тамо, но пак. Што му беше? Од што се лечеше? Пак што зна, ушите болат, тоа со температури само. Поќе Скопје. И така, после добро беше. Почна да ојд на година и нешто. Добро беше, ама од 3 години се осети нозеве дека му се криват. И на болница. Ајде, му дадува ортопедски кондури и носеше. И ништо немаше подобрување. И така, на школ ги го неса. Ми беше страх, ќе го турна децата, ќе го тепат. Па моли се на учители, професори, да го пуштаат покасно, али Го мислевте цело време? како не. И така, дојде Скопје, носи го, врати се. Појќе и платив, ја Божот го платив. Одај, идај. А со една плата, тежок беше. Ама брат ми бери ќе проси, некој ќе помогне. Па на детството беше убаво додека не се оперите, значи. Додека не почна тие проблеми со операции, со А на што се болници. сеќаваш од детството? Проблемите здравствени? Па скоро на све. Твоите родители биле срекни, насмејани? Да. Ти прославувале родендени? Точно, да. Па да не претера до 20 година ми праве роденден. Ти си им единствен син? Точно, да. После 9 години со мајка ми останала во турма, па јас сум роден, да. Ја уште кога сум бил мал, значи сум имам проблем со ушите, значи тоа не памтам, но сум бил една година, значи, а проблемите почна негде од
14-та година, значи 18-та негде, 16-та. Втора година гимназија, знам дека првата операција тогаш ја направи. И секоја лето по една операција прави, значи 6 операции ги прави секоја лето, значи. Каде ти прави Во операција? Скопје, во државна клиника. И таму лежи после во мајчин дом, што е за лежење таму болница. А зошто? Што ти беше диагнозата? Зошто имаше проблеми со нозата? Од премногу инекции што се примам во колковите, што сум имал проблем со ушите, малку сум бил. И почнале мускулите да ми се згрчуваат. И намната да ми се растат. И почнале нозете намната да ми одат. И ми рекao до степен може и до инвалидска количка да дојде. Барате помош, а ви викаат не е во количка синот? Да, не е во количка синот. Сепак имаше тешки операции Да, и не може да работи тешка физичка работа. не може. Овде средно заврши. Ајде, и така. Оперисан беше, саки ќе просперира да задоволна работа. Ајде, заврши и ова во факум. И да бидат да швајцуваат. И прв беше тамо. Ама за него тоа дојде многу тешко сега. Тежок живот дојде. А зошто му дојде тешко? Така, терет тамо. Тој сакал да се покаже, да заврши, вистина заврши. Од тие деца, сите што биле поќе деца, 3 само моето и уште 2 други. А добро е, ама кога не може да работи, тешка работа тоа е. После операциите каде продолжуваш? Заврши средно училиште? Да, заврши некако со штаки, така заврши, да. Тука во Кичево, природно-математичка гимназија имам завршено. Потоа в Скопје заминав за курс за забарување. Иако ми предлага да не работам многу физичка, значи. Докторите? Да. Ете, имав прилика, значи, од 2000 работници негде да бидам меѓу првите 5. И со тек на Работеше време... некој време? Да, 7 години работам. Каде? Во Скопје, Како, што? заварувач. Ама премногу, значи, премногу се оптерете, значи. И пак почна проблем со кичмата, имав проблеми пак со нозете. Еден од можеби поголемите удари врз вас беше смртта на супругот. Да. Што се случи тој ден? Не знам, ти вела. Излезе надвор. Нека немаме купатила, немаме дому. Имаме веце, ама и тој се распадна. И дојде, и одморите, еден сат, два, и стана. А ја болна, лежев, например. И стана да вида каде е. Бо тоа не беше многу, секунда беше. И не беше и само што го засукал вака. Ама кога скочил дори од вака, овде му се беа прснати овие. И с место остана. Инаку да беше, само го засукал, не беше стигнал да се обеси. И така, ја го најдов. И ја падна. И така, животот. Колку години има од како си го одзема животот супругот? Имат 13 години. Имат. Сега во август напред 13 години. И така. Од тогаш животот ви е уште потешок. Веко. Од сестра му беше болна од рак, со периса, значи бе едноставно многу што не беше поврзан, не знам како да кажам. А ние не знаевме дека бил банка премногу задолжен, значи. Преку 25.000 евра, значи тие се пари за нас. А ние не ни знаевме дека бил толку задолжен. Зашто беа земени парите? Ние по моја претпоставка дека сигурно за сестра му и даваше отидеше на зрачење, секоја недела во Скопје за ракот. За лечење? Да, за лечење. Дори куќата беше дајна под хипотека. Вашата куќа? Да. И од мајка ми од тоа почна веќе да не заминет куќата така, почна да излагат и на улицата. За да ја зачува куќата за тебе? Да.
Немаше причина ни да се караме, никој па ние не сме се карали, и деца сме немали. Со него никој па не сме се расправале. Некој пат пиеше, може нешто ќе се расправиме, ама иначе друго не. Сестра му откако умре, тој многу беа блиски со сестра му. И таа сестра му имаше 9 месеци. И тој си го направи тоа. После 9 месеци сестра. Каде беше ти кога татко ти се обеси? Дома, значи. Не го вида. Не, ја таму во другата соба лежев, тој стана од таа соба спиеше, само што дојде од работа и ја дојдов од работа. И реков, пајде да го почастам нешто, работев приватно. Баш кога работата приватно, реков да го почастам нешто, пиво, ово, стана рече да испушам цигара и мама списка само нешто, одедно се ја истречам надвор, боско го иду. Немаше шанси веќе ни да се спаси тоа. Сигурно беше шок голем за тебе тоа. Од тука до улица сигурно со брат за маđаве. Дали имаше, додека беше жив, финансиски проблеми со опругот? Задолжен, долгови? Ја не знаев, не знаеа. Тие долго, сигурно долго имал. Ама ја ништо не знаев. Откако поучина да узнавте дека е задолжен? Да, после, кога не ми дадоа ни пензија, ништо. Дека ми рекоа е задолжен друго да се плати, па после ќе земате. И така. Се уште не земате Не, пензија? ми рекоа да платиш. Јас тогаш немам ке да најде да плата. Тој долг. Колкав беше долгот? Па како што се јавија на писмо, што се преку 20.000 и повеќе Евра? евра. А ја, кога пензијава на 7.000 ме пензиониса. Од сопругот пензијата е 7.000? Да, од супруг. И целата пензија се годи во банка за покривање на долгот? Да. Вие не гледате ниту денар? Не гледаме. Ја сама се потпишав. Дека да се исплата побрзо, за да зазема пензија, ама И до каде е ситуацијата сега со долгот? не па, ќе видим. Не знам. Не знаете. Не. 13 години се отплаќа по 7.000 секој месец? Да. Сигурно се уште не е завршено што не земате. Не. Многу камати. Многу камати се редат и затоа. Ко почнавме да подаваме до документи за пензија, нешто така работа за семејна вама таму и стигна некоја писмо и мисля 1800 евра, кој ми кажа 18.000 евра и Тоа ве принуди да излезете надвор Да. на улицата и да Да. просите. Да. Морах. Кој ќе ти дае? Моите ми дава, ама и тие си се со фамилии. И мораше така да биде. И тоа. Секој ден излегувате на улица. Секој ден, на вечер излага по 3-4 сати, 5. Каде одите? Онде, кај Унимок, кај Пуцко. Тука. животот се окрена 360 степени, може да кажам. Сигурно не ти е лесно што мајка ти мора да излегува на улица. Не, никако јас. И се карал и џабе. Што ја викаш? Па не е едноставно да излезете на улица, да седи тука. Кичево е мал град, те Да, познаваат. Да, и ама викат да тие за 18.000 евра место има многу, значи ми нудили по 200-300.000 евра за куќа. Викат да пропадне за толку пари, викат нема да дозвола, викат. Колку што може некој пат да е приватно кој ќе работа, помага, ама толку ми е и мене силата. Колку пат имам дискутирано, значи имат и внукови од брајче, од мајка ми, ама џабе, викат, ја дури не спаса куќа, викат, ја... Таа питаче само за да ја спасе куќата. Да, и... Но сигурно не е лесно да подадете рака. Не е лесно. Не е лесно, ама пак беди чатвор си може да кажа. Без јадење не. Или ќе ми купи некој, или ќе ми дај пари. Не, без јадење не може да кажа. Имам чувство дека на улица излегувате само за и тој да се прехрани. Да. Мајка, детето го дели, никој пат. Ја така. Мајката поќе ќе дели за детето, не го знам.
Баба Велика ќе каже дека последните години животот е многу тежок. Секој ден, било да е ладно или топло, таа мора да излезе на улица и да ја испружи раката. Долго време живеат и без струја. Куќата е веќе прокисната и целата за реновирање. Но оваа чилична мајка ќе каже: можат да зборат што сакаат за моето чедо. Јас знам како сум го родила и пораснала и нема да се смирам додека не го отплатам долгот и да знам дека е насигурно. Па ако даде Господ, сакам да се ожени и да биде среќен човек, тогаш и да умрам, нема да жалам, завршува таа. Некој пат ќе нас собера 300, некој пат 500. Тој не е живот. Како е да се живее како човек што просија? Тежок живот. Зато дошло ни струја да платиш, кога ќе су имала пари, струја ќе се платила. Колку години немате платена струја? Колку години? 2 години плаќав. 11, 12 става. Нема струја. Не може да плаќам, исклучија и... Ве прашуваат ли некогаш зашто го правите тоа? Да, како не. Ме прашуваат. Имаш од синот, те тепат, ова те правите, она те правите. Кој како сака, така се изборува. А што е вистината со синот? Па сино, ништо не ми пред мене, што да ми пред синот. Да ме тепат, не ме тепат, да ме малтретират. Јас што ќе изва пари, толку се пари. Ја нема пари. И тој се нервира така. Зашто да ме тепат? Тој нема ни сестра, ни брат други, ни татко му да е жив. Па мене да ме тепат. Вие тешко така што зборуваат? Да, тешко. Оти вистината, кога си ја знаја, зашто така ме навредуваат повеќе. А која е вистината, Велика? Вистината што ме не тепат, тоа е вистината за мене. А тие што ми зборуваат, не е вистина. Е тепат синот, зато излегуваат по улици. Кои пари ми зема тој? Колку пари јас бира да ми земе тој? Ја вистина за јадење, цигари ќе му купа, ја е тоа што му кажува. Не може да го одела, да му не купа едно паку цигари денеска. Луѓето, соседите, знаат да зборуваат. Све и таков е градот, значи не гледат за себе, гледат за другиот. Што зборуваат и... Па демек, Што имаш да им порачиш? јас су е терал мајка ми да пита, јас су е тепо, јас су ја земал парите, демек, а тоа нема никаква врска. Значи. Кој имав пари, имав другари, ако ќе немам, ако немам пари, немам другари. Сите се отргна од тебе? Да, се од кори, значи ги видов кој ми биде другари. А кога имаш пари? Па ако работев, Допред да западнете во криза? Да, кој има пари, дога има многу другари. Многу. Како поминувате зимот? Така, еден со свеќи, така. И таа една свеќа дошла 25 дена. Ги штедите и свеките? Ги свидам. А како се сноѓате со дрва? Како се греете во зима кога е премногу Па ладно? ништо, некој пат ако може, ќе купа вреќа, со вреќи. И така ќе запалиш малку. И ме 3 години брат ми купува, внук ми. Па не може секој пат да ти купува. Оваа ви е единствената соба што ви функционира се уште, иако и таа е Да, во лоша состојба. Да. Зошто во другите соби не седите? Па не се корита, све со вода што капе куќата. А каде спиете? Овде, Двајцата? двајцата, тој нагоре ја вака. Ве собирали на еден кревет И двајца? голе, зато собира, што да прави. Кај да нам ово капајци не ја. Или да имаш курки, ќе запала некој пат, ако се знаете за дрва. Баре двајцата се топливи, нема. Ја, ако може, ќе сготва, каде да сготваш, поред нема. На дрва треба да имаш струја. Све тоа ој така, побрзано. Појќе едно паштетче ќе земеш, ќе јадеш еднаш и тоа. Или супа на плинско едно мало. Јас су и викал, ако мислам да оди по дом, нека оди за мене, ќе барам друго, но таа неќе ме напушти, тоа е. Млекара Ѓоргиеви кравиот кашкавал, кој што е
навистина идеален за секое семејство и верувам редовен придружник и на вашата трпеза од денес, со пастеризирано кравје млеко и со многу материи кои што треба да ги внесува секој човек за да биде здрав. Рековте дека немате купатило. Не, немаме ништо. И па како одржувате хигиена, физиолошки? Летно време добро е. Шишиња по скали неќе се стопат и така. А зимно потешко да стоплиш онде вода, што ќе стоплиш на оно мало плинско. Ама мало. Колку да излезеш на улица, ако немаш хигиена, никој не се прибира до тебе. Да ти даете некој динар. И така. Да добија ништо мака се. Нешто прано, прани се, ама летно време се перет и со ладна вода покисни прасак да имаш, се перет све. Па да се сменува све, до основа семејството ми е најмногу важно и све ово да се смени што најбрзо, значи. Што да се смени? Па ваквиот живот на живење, значи. Кога би нашол работа? Која што Па, можеш да ја работиш? Подруго би било сигурно. Многу подруго би било. Што би сменил прво? Од каде би започнал со промените? Па одма, значи, би започнал реновирање на куќа, најпотребното, значи, што е во куќата, тоа. Па, други кои ќе влагаат плюс, пример, 500-600 евра во месецот, други кои ќе нема никаков приход. Што би работел кога би имала можност? Па, ви кажав, значи, турка ми е заварувањето и нема врска друго. Што може да работи, значи би работел. Само да не е ептен физичка работа. А друго би работел све, значи. Би било леснително доколку се вработи раде? Како да не. Кој ќе се вработи добро е. Прво за него, па после за мене. Тој треба да оформи фамилија, да се оженит. Сигурно за тоа ви е најмногу тешко што... Зошто пак се натажевте? Така. Сигурно би биле најсрекна да видите внучиња. Што би ви била најголема среќа? Да женит, да има деца, да се вработит. Тоа е најсреќно, друго ништо неќе. И јас сум завршила веќе. Денеска сутре не сум. Ова куќа да остане на него. Да живее. И така. Кога ќе престанете да играте онака како што сакаат луѓето, можеби ќе станете најлошата личност на светот. Сепак бранете го својот став и чувајте се ги чувствата за оние кои ве сакаат такви какви што сте, со сите мани и недостатоци. Чувајте ги и оние кои се со вас и во вашата најдобра и најлоша верзија, зашто само со такви луѓе може да испливате од сите животни проблеми. Лена Лазарова е родена Кумановка која животот го минува тешко поради лошиот избор на животен партнер, ке каже таа. Порасната во Новоселјане, во семејство од 6 деца, можеби тоа и е најдобриот период на кој таа може да се сети во животот. На свој 26 години се мажи и оттогаш и започнува тешкиот живот и маките. Раѓа син која сама ќе го одгледа поради тоа што често сопругот е отсутен од дома и не се грижал за семејството. Додека била способна работела и се снаоѓала за парче леп. Многу пати ке речева Балена била физички напаѓана од сопругот поради што во неколку наврати бил пријавуван и лежал во притвор. Таа тогаш заминувала кај браќата додека да ги заздрави раните на телото и душата.
Се враќала и во родното Куманово, каде чувала стари лица додека можела. Официјално соопшти дека била разведена од мажот кој сега живеел во Кратово со својата пензија, но веќе годините ја совладуваат, а силата и желбата за живот и се намалуваат. Ништо убаво не сум видела во овој живот, ке додаде таа. Ми се јави бившиот сопруг и ми рече дека можам да се вратам во куќата во Драчево, но тука немам ниту струја, ниту вода, немам ниту храна, се хранам со трошки. Со денови сум седела гладна и во солзи, ке додаде таа. И иако и душата би ја дала за синот кој живее и работи во Хрватска, ке рече само уште еднаш, барем да го видам, се би дала, иако тој за мене не се грижи и ми рече сама да се снаоѓам како знам и умеам. Оваа жена не знае ниту како ќе ја помине зимата, зашто нема ниту денар, ниту пензија, ниту социјална помош, а ако некој не ѝ помогне, со дрва и кебиња, до пролет може и да измрзне, завршува баба Лена. Денес сме во Скопје. Ке ви ја раскажеме приказната на тетка Лена, која што потекнува од Куманово, меѓутоа судбината ја донела во село Драчево. Таа живее тешко, ќе каже, со сопруг алкохоличар, кој што навистина го отежнува животот. Нема ниту за храна, ниту како да ја помине зимата. Баба Лена потекнува од Новоселјане Кумановско. Иако биле 6 деца во семејството, сепак многу побаво живеела тогаш отколку подоцна во брачниот живот и во староста. Зашто откако преку некој сосед го запознава сопругот и го раѓа единствениот син, за неа започнуваат денови на пеколен и тежок живот, ке рече таа. Баба Лена тврди дека била жртва на семено насилство, долги години живеела и чувала стари лица и во родното Куманово, а за тоа време сопругот ја одлежувал казната во притвор, додава таа. Од каде сте, Лена? Од Новоселјане, девојче, а у Куманово сам родена. Како живеевте кај родителите? Добро се живееше, си работи вако приотно, каде се наѓа по стопанско си, сам си добро живееш. 6 деца сме на мајко ми биле, 4 девојчиња, 2 мушки, 6. На 26 години одлучувате да се омажите. Да. Со кого се запознавате, кој ве запозна и... Еден комшија тука од селото не запозна и после 1-2 години, 3 се породи, јас со дете на машкоста што ми е у Хрватска. Тој Имате едно дете? Да, едно дете и тој се замена за Русија. А каде живеевте на почетокот? Овде дојдоме. Тука во Драчево? Да, у Драчево дојдоме и си замена он за Русија. Сопругот? Да, супругот таму. Каде 2-3 работеше месеца он? таму преку Маврово работеше и у Русија. И на И 2-3 останавте месеца сами со детето? Јас сама си останав со децата. Тука си седеше, војска си служеше у Велес, у школу си идеше, заврши школу и сега му текна со жената се оставени и они. Пред 10-15 години може и више да се остане, 3 деца има син ми и сега е мажен, ово женете е у Хрватска, Хрватинка си зема и више вика не се враќам вика. Како ти даде мамо вика Господ, така си живи вика. Нема да ти помогну, не може да ти даду, не може да дојду више. Само ако дојду документи кои ми треба тамо за да се упишеш с невестата и тоа. Друго нема ништо вика. Вие го изгледавте синот? Да, ја го изгледав. Сирота од цела сум го носила во раце, по пут на грб да каже и плаче и носу го, не може да го носи. Викам, земи го. Тоа е дете, ти ќе го носиш, вика. И ја плачу сирота по пут, поче да цуе да вика да ме малтретира по пут, што да правам. Нема кај да иду. А каде заминавте од тука и зошто кога бевте млада? Ме тепаше. Ме тепа многу, ме малтретира, што пие многу и почна да ме малтретира. Еве овде сум утепана на глава, сум утепана со вила и немам живот. И избега. Кога избегавте? На колку години? Од цело избега тамо. Па деца имаше, синот беше голем, тој си овде работеше по Скопје, после си замена за Хрватска. Дојдо до Куманово. Од Куманово прејави го полиција. Полиција го зема од Кратово, донесе го Куманово суд. Лисице на раце и го скара у суд. Затворија го. Лега 5 месеца, синот го издади. Овака ќе биде, нема више да го тепам, нема да го малтретирам, ќе си седи те во куќа, нека си седи, не го махам. Сега, оди печали паре па да јадеш вика. А ја кај да ги печалам на 74 години мила. Кога беше во притвор, вашиот сопруг, вие каде бевте? Каде седевте? Ја си седеше кај брат ми у Билимбегово. Кај вашиот брат? Да, 8 месеца седеше кај брат ми, после баба чуваше у Куманово, па у Билјановце дојде тука и тие парички по 8.000 дарки ми паѓаше во у Билјановце, а у Куманов 6.000 дарки. И сум морала да се вратам, нема кај да иду, немам сестра, нема кој да ме прибере, секој си има фамилија и брат ми има си деца, синови, снаи, унучиња, нема каде. И сум морала кај него да се вратам тука. И сега ми вика, ти си сама дошла вика. Ја паре немам да ти давам.
За жал баба Лена нема ниту денар приход, не знае сама да отиде ниту до град, вели дека е без струја и вода, без храна и топли кебиња, и дека хуманиот народ е единствен спас. Замолува за малку дрва, стар шпорет и храна за да преживее. Во спротивно, вели таа, нема да ја дочекам пролетта. На 24 јули си не дојдо овдек. Донесе ме газдат од Бијано, се право овдек дојдо. А он беше у село. И доаѓа, рече, бабата ми дошла. Викам, мора да дојдат. Туј сум дошла, тој ќе дојду, па нема кај да иду, нема кој да ме прибере. Нема ли кој да ти прибере? Па нема, реку, кој да ме прибере. Мора тука да биду, реку. Нема, ќе си наеш чаре, па да си живееш, вика. Ја немам, с тие пари за мене не стига, вика, не на тебе, вика. На лекар треба да иду, очи операција треба да правам, а немам пари, за што да правам? Опште не води ред, тој нема пари и готово. Немате ниту еден денар приход, не земате никаква Немам помош? душо, немам пензија, ја немам ништо. Тој што сум чувала бабе, тоа е од мене. Ништо, ја никаков пензија. Јас сум била у село, јас сум работала, што сум била млада. И више немам динар мене. Нисам сега у брак со njega. Не сте во брак? Не. Беше овдек ово што се упишуе за матично. Прошува и викам дали сум разведена, вика не си разведена, а судски сум подпишена. И сега тоа ја не знам како е, што е работа. А још што сум преку njega се водам. За лечење преку njega, на негово име, на негово презиме, све тука се. Осигурана сте преку него. Да. Видите, во овој период од денот, веќе после пладне, вие немате јадено. Па немам душо ништо јадено, ако си Бога верба, имам трошка лепче, имам и 40, друго ништо немам. Кој ќе поведе ред, кој те гледа? Саба вика, ја дрвата еде ли леп? Не сум јадена, ништо вика. И грлото ме боли, не може ни да зборувам. Па нон-стоп сум, секој ден сум така мила. Еден ден ако јаду, еден пут од ден ќе јаду, да натрпу. Еве га, колку 1 сат или још не сум јадена. Лекови треба да пију. Лекови се ми јаки. 3 пути едно реодон ги пију, глуковаш 2 пути пију, диазепам пију, за притисок пију јанап. И што да правиш? За желудник пију, леко еден куп. И што да чину, не знам. Куде да иду, што да правам, не знам. Знам дека е луксус млечните производи кај вас во домот, меѓутоа дефинитивно од денес треба да бидат присутни на вашата трпеза. Благодарение на млекарница Ѓоргиеви. Вие кажавте дека вие сте и болни од шеќер. Шеќер сам болна душа, еве лекови ќе ти донесу да видиш што лекови пију ја. Пуно кесе лекови пију. Како ги купувате лековите кога велите немате приход? Па кога имам паре, док имаше паре, секој ден на njega, да му купиш да јаде, да му купиш пиво, да купиш ракија, да ми купиш патики, да ми купиш ова, да ми купиш... Каде бре, викам да ти купи, па ја не сам банка, бре, реко. Имаш паре. И додирар, и ми ги извади и готово. Ја ќе ти давам после века од пензија, кога ти ми даш, кога ти умру, реко. И тоа е. Десак лекови треба да земам на 6, јас што ќе ги земам? Без иш динар, немам скршен. Не знам што ќе се прави, не знам. Ја мутлак викам да се умру порно, само да не се мочу, муки да не ги гледам многу. Често гладувате. Често, Бога ме, сън не ме ваќа ни ноќ, ни да туру очи да закопу. С дето се нервирам, не доваѓа. Телефон нема да се јави, обично телефон ќе има и тоа е. А он на преплата, онако на Фейсбук, ја немам таков телефон, преко сестра ми се слуша. Немате 20 години во куќава струја? Нема дошо, нема ни струја, ни вода сега прекучија пред до 3 месеца. Како ќе ја поминете зимата? Без пари, без лекови, без храна, без Што да дрва? прави, мила, што? Кажи ми златна керко. Кажи ми што да прави. За како дојде, ќе донесе или додина или 2 за njega. Ќе изеде, ќе спи, па ќе се отиде. А ти вика, кукај, ви што сакаш прави, вика. Ја не те слушам, вика. Куде да иду, што да правам, не знам. Па да сам кадра да може да работу, да иду да работа. Ја више не сам способна, мило, до клозет да се отиду, а не да работа. Ноги ме болеја, ги здрвени са ми прсти све. Дали од чекера, дали измрзната сам. У село колко сум седела сине по надвор, око на око не тура, па дъња никако не легење. И не може да спи, ќабе што ќе легне. Мене не ме тера на сон. Зошто не ви се спие? Па не може да спи, што знам што е. На нервна база ли е, кој те знае, и не може да спи никако. Би пију лекои за смирување, не вајте, ништо не спомага.
За детето, што за njega ми е највише. Чини ми се да го виду како Господ од небо ќе спадне. За njega ми душе гори. На крајот животот не учи дека подобро е да се повлечеме во самотијата и да ја исплачеме секоја мака наталожена на срце. Луѓето секогаш одираат таму каде што сме најслаби, но мора да го живееме животот како најдобро знаеме. И како што се што е убаво брзо ќе пројде, така и лошите денови ќе поминат брзо, само многу е полесно кога тие ќе се надминат со луѓе покрај нас. Bre, Живкаве. Че дојдам ние бргоне, се кирај се. Недостојан е усамен човек кој потекнува од македонски брод, но поради работата и сопругата во младоста се преселил во Кичево. Се надевал и мечтал за собствен дом, но сиот живот ќе го помине под Кирии. За жал ќе рече тој никогаш не добил деца, но љубовта и лојалноста од жената ќе ја компензираат таа болка. Пред неколку години кога работел на планина за да врати еден долг, дознава дека сопругата дома починала и оттогаш веќе и како да нема волја за живот. Тој работел и се пензионирал со минимална пензија која не стигнува ниту за кирија, ниту за сметки. Само 3000 динари ми остануваат во месецот за да се прехранам. Тоа значи само по 100 динари во денот. Да не се соседите околу мене нема да издржам. Живеам тешко во една соба и некогаш јадам лепи паштета, некогаш оброк ако ми донесат соседите. Но најтешко ми е, ќе каже тој, што никој од роднините откако почина жената не ми се јавил и сум многу осамен. Тоа ќе заврши тој, ми е потешко дури и од сиромаштијата. Гршни се. Гршни се. Браво. Весна е тажна жена на која срцето й се крши на парчиња, зашто сама мора да се грижи за својата болна внука Сара. Живее во семејна куќа во овиничкото село Пеклани и вели дека имала ќерка со психичко расстройство која пред неколку години, откако се развела поради лошиот брак, се вратила со детето кај родителите. По краток период мајката на Сара заминала, оставајќи ја малата која е со посебни потреби и повеќе никогаш не се јавила. Иако со дијагноза детска парализа, Сара во Весна гледа како на своја мајка, па постојано ги изустува само тие зборови. Очигледно зашто во Весна гледа поддршка и зашто чувствува потреба од мајка. Денес Весна живее многу тешко. Со минимални средства кои ги заработува сопругот, оваа жена има колку да се прехрани, но пари за лечењето на Сара не ја достигнуваат. Секојдневно ја храни со лажичка, ја носи да си поигра зашто таа е сиот неизин живот и смисла, но со болка во душата кажува дека напорно е што нема пат до куќата и тој што постои е лош, па кога треба да ја носи на лекар, таксистите не сакаат да дојдат до куќата и постојано мора да ја носи во раце. Средствата што сопругот ги спечалува се минимални, а најголема желба е, вели Весна, да има доволно средства за да ја однесе внуката на сите потребни испитувања, за да може да ја олесни состојбата и цврсто да може да застане на нозе.